драги гледачи, ви мафтам јас, ви мафтаат и супер звездите кои што се денеска со мене во оваа прекрасна емисија. И уште на самиот почеток сакам да кажам дека во 1999 година токму од ова место стартуваше една од првите емисии на Супер звезда. Денеска 11 години подоцна се наоѓаме на истото место, а тоа е во Бунец пред Маврови Анови. Ајде сега да им пратиме многу бакнежи на сите оние што не гледаат и сакам уште на почетокот да го поздравам мојот татко Драган, ево го повторно овдека со мене по 11 години. Драган, здраво живо и добро дојде во Супер звезда, како си? Здраво живо, многу ми е мило што сум во Супер звезда, најгледаната емисија за сите деца во Република Македонија и сите баби, сите дедовци, сите ги поздравувам. Ти благодарам многу. Кои се овие прекрасни дечиња овдека, објасни? Ова се дечиња од разни градови од Република Македонија, има од Куманово најголем број, има од Крива Паланка, кој што е потеклото на мојот татко, има од Скопје и тоа се сите од разни училишта, најмалку 11 училишта има и има една екипа од нашиот детски културен центар Карпош од Скопје. Што барате вие овдека во Бунец и зошто оваа година дојдовте во Маврово повторно да се соберете како што и секоја година традиционално доаѓате? Што е поводот на овие ваши случувања? Па ние сме сите заедно, и градителите, и ние возрастните како воспитувачи, и ние од Детскиот културен центар Карпош како аниматори на оваа манифестација, заедно со управата на Бунец, наследници на една прекрасна идеја која што пред 40 години е почната, еве сега е јубилеј 40 години на снежниот град, значи изградба на еден снежен град во време на зима, и така да кога децата ќе имаат еден школски час во природа во зимски услови, да можат да дојдат од цела Република Македонија овдека на еден викенд, на прошетка. Тие прошетки почнуваат од утре, значи од сабота, 13 февруари, и ќе траат најмалку 2 недели, колку што претпоставуваме да стојат овие големи градни фигури овдека снежниот град. И очекуваме 10-15 илјади посетители на снежниот град. Така, јас ти благодарам. Сакам сега да ги прашам овие прекрасни деца, дечки, како сте? Оти. Да, уживате ли овдека, кажете ми? Да. Како ви се допаѓа во Бунец? Како сте сместени тука? Супер. Добро ли е сместувањето? Имате ли добра храна? Да. Доручкувани ли сте са бајлево сите? Да. Утрина. Да, што јадевте? Повторно јајца, така? Да. Да, секој ден јајца имаме за доручек, нели? Да. Ајде сега да им мафнеме на сите оние што не гледаат и да ги поканиме да останат во ова издание на Супер звезда заедно со најубавите и најдобрите дечиња од цела Македонија овде на снежниот град во Маврово. Одиме значи да го изградиме градот. Ова е еден ден пред свеченото отварање кој што ќе се случи утре. А вие, драги гледачи, оваа емисија ќе гледате веќе откако ќе биде снежниот град отворен, така да еве имате шанса да видите значи како градителите работат на терен. 3-4, одиме сега долу. 3-4, трнуваме, ајде! Се враќаме повторно во разговор овде во детското одморалиште Бунец со легендата на македонската естрада, мојот татко Драган Мјалковски. Драган, овде те гледаме во едно сосема друго издание, значи како воспитувач во Детскиот културен центар Карпош Скопје, така? Подобро би рекол забавувач, аниматор, организатор, еден од организаторите на оваа снежна убава манифестација. Инаку тука има воспитувачи од сите училишта од Република Македонија, околу 20 наставници присутни на терен. И тие се главните креатори и градители на овие градби заедно со нивните ученици. Така, многу мината познаваат од естрадата, каде што се 40 години присутен, но има и такви кои не знаат дека ти во приватниот живот, во суштина, си посветен многу на децата. Колку години работиш во Детскиот културен центар Карпош? Па цели 26 години сум таму и можам да кажам дека многу научив од децата. Тие навистина имаат што да ми покажат и многу работи што во животот порано погрешно сум ги работел, јас сега ги правам токму онака како што децата ме научиле правилно. Браво се. Еда таа љубов кон децата, значи исто од тебе имам наследено и јас и можам да кажам дека е една голема придобивка за човек да го има тоа чувство во себе. А сакам да ве прашам сега, вие дечки, како сте овде, кажете ми, добри ли сте? Супер. Да, колку дена бевте овде, кажете ми, во детското одморалиште Бунец? До денеска бевме, мислам, 5. Значи вкупно 5 дена. Колку планирате да останете? Уште утре ќе бидете овдека? Да. Значи 6 дена и потоа бегате каде?
Дома. Бегаме дома. Кажи ми ти, Злато, како се викаш? Ханис. Ханис, браво, од каде ни дојдеш? Од Козоврат. Леле, што убаво. Кај ја остави девојката ти? Ја остави таму или се зема со тебе тука? Остаена во Косоврасти, а? Браво, супер. Ќе не гледате ли таму во Косоврасти сега, Супер звезда? Многу ми е драго. А кажи ми ти, Злато, како се викаш? Александар. И од каде дојде ти, Александар? Да. Од Скопје се. Значи ти со твоите другари и другарки исто имате овдека некои градби што ги правите? Градите согласно законот или отстапивте малку од маркицата? Како одат градби? Он е автобус со EU1. Со EU1, значи мотор имаат направено. Да, имате автобус. Автобусот и чешма имаме направено. И автобус има чешма, ќе одиме да ги видиме. А ти, Злато, како се викаш? Дарко. Дарко, па ти имаш прекрасно име, Дарко, да пукне. Браво, си ја ти, Дарко Панчев, браво. Кажи ми, Дарко, ти од каде си? Од Скопје. Од Скопје. И што изградивте? Ти си, значи, учесник во градењето на автобусот. Ајде одиме да ми покажете што сте направиле, а вие, драги гледачи, доаѓајте по мене да видиме што се случи овдека во снежниот град Маврово. Прекрасна екипа околу мене. Тука се наоѓа наставникот Љупчо од основното училиште Кирил и Методи во Стајковци. Кажете ми како сте? Ние сме супер, мислам и децава пак и нека си дадат изјава. Слушаат ли? Ние слушаат, децата се дисциплинирани, слушаат. Ова ни е на нас 10-та година како учествуваме више традиционално. Градиме тврдина, Значи ова што го гледаме е вашата градба во која што учествува овие дечиња овдека долу. овие деца екипата од Стајковци. Гледаме значи дека има една прекрасна тврдина позади и станува збор за Скопското кале или за Охридското. Обично Охридското кале го градиме. Обично децава се повеќе шесто одделение, така мала возраст, али им се многу вредни. А, многу ми е драго. До каде напредува? Калето пред крај ли е? Го финиширате денес? Да, денеска за едно 2-3 сати завршуваме со градбата. Значи ќе има топови ќе ставиме или без топови? Ова нема да биде наоружено. Но топови мора да се стави. И цар Самуил го имаме горе, ете го, ни мафта, ајде Самуил мафта ни на сите, браво, со пилата полека. Значи со какви алати се работите овдека? Радиме со пили, лопати, ашови, мистри и така. Тешко ли оди градбата, кажа? Не, за деца представува задоволство. Во слободното време обично поручек, има лизгање. Така, сакам да ги прашам дечињата како се чувствувате тука, дали ви е окей во Буна? Супер, Да, ве слушаат ли сега наставниците сега? Друго прашање. не слушаат. Да, уживате каков културно забавен живот имате? Имате ли, пеете ли песни, играте ли, нешто правите? Пееме. Инаку сакам да прашам, слушнав дека сте имале мис вчера. Да. Правте ли некој мистер? Да. Да, а мисица? Да, и мислам. И мисица и мистер имате, браво, ќе одиме да ги запознаеме подоцна. А кажете ми како сте задоволни од условите од сместувањето? Супер. Значи се е како што треба. Да. Добра, ајде да им мафнеме на сите оние кои што не гледаат, да им пратиме многу бакнежи и да ги поканиме да дојдат овдека во детското одбранилиште Бунец да го видат снежниот град Маврово, да видат колку труд има вложено овдека за овие градби да бидат прекрасни овака како што се. Одиме сега понатаму, драги гледачи, по мене. Прекрасен амбиент и атмосфера владае овдека на терените во детското одморалиште Бунец. Гледате значи како се одвива градбата на овие прекрасни творби кои што ги работат овие вредни дечиња, кои што оваа година се дел од екипата која што својот труд го инвестира во градењето на снежниот град Маврово. А сега се наоѓам со моите драги другарчиња од основното училиште Димитар Македонски, така? Да. Од Скопје, нели? Да. Ајде сега да им пратиме бакнежи на сите оние кои што не гледаат, на нашите симпатии, мајки, татковци и наставници. И другото сакам да ги прашам дечињата како сте задоволни оваа година. Супер. Значи дадовте ли се од себе за да направите чудо? Да. И каде е чудото? Ова е чудото автобусот и чешмата е на. Значи имаме автобус и имаме чешма. Ќе ги видиме веднаш од кога ќе се поздравиме со господинот Ставре. Здраво, живо, добро дојдовте во Супер звезда, господин Ставре. Добри ли сте? Супер, како може да е добро? Која година поред вие да учествувате на снежниот град Маврово? Го беа некаде околу 20 сигурно, може има повеќе помалку нес. Дали уживате овдека? Едноставно е оние нашите драги гледачи кои што седат дома и кои што заборавиле како изгледаат сите овие масовни дружења, малку да ги навратиме и да ги потсетиме што се правите овде, што се случува. Ја мислам нема подобро од тука од ова место што е, бидејќи и место го знаеме со подолги години доаѓаме тука и друго е да искочиш на терен, вако, да уживаш
Значи, иако денеска немаме сонце, сепак дишиме чист воздух, така ли е, дечиња, и еве гледате колку прекрасно врне снега, и тоа е тоа што ни треба за да ни помогне да може да ги градиме градовите. Дали се случува, значи, да почнете да градите едно, па да наврне снег, па утре да продолжите да градите друго, бидејќи ќе добиеме од друга димензија градбата? Знаете како е, тука е битно е у почетокот да направиш куп снег. Значи куп снег, после од тој куп снег се јават идеи. Се обликува некако. Пак ќе се обликува, после од тој куп снег можеш се што сака да направиш. Оваа година, господин Здраве, вие со вашите вредни дечиња направивте што? Направивме еден модерен голем автобус кој ќе ни служи на посетители што ќе дојдат да го видат, а и малку да се провозат. Така да се возат тука навака, натака да свртат по некој крупче. А за оние жедните? А за жедните направиме и чешма. Тасино чешмиче или кој чешмиче? А тасино. Нека биде тасино. Готово. Дечиња, тешко ли беше да се гради, кажете? Не. Уживавте ли? Да. Дадовте ли се од се? Се разболи ли некој овде? Не, значи немаме таков случај. Значи исто тоа е многу битно да се каже. Тука сме, значи, да се рекреираме, да се дружиме, да се забавуваме. Немаме болни, значи оваа година. Нема болни. Како и секоја година. Па ајде сега тогаш да ги видиме вашите творби. Ајде, драги гледачи, брзо го погледнете ова прекрасно издание, значи ова прекрасна рачна изработка на автобус, како што јас дознав за 49 особи. Возачот е број 50. Еве како што го гледаме автобусот, може да видите дека овдека има и тркала, да. Ова се ретровизорите, ова е влезната врата, тука како што гледате има копче, се отвара на копче, со хидраулика, со све. Еве ги, значи, како што може да видите, ова се прозорите и нормално, еве Димитар Македонски, во моментов буквата Д е направена, останатите треба да се доправат, да се пополнат малку со земја за да добијат така боја. Еве како што гледате, да, па и коректно е паркиран, значи ставен све супер. Договорено, ајде да ја видиме чешмичката, да видиме кај е тасиното чешмиче. И еве го тасиното чешмиче, како што кажавме, гледате, да, ова е местото каде што тече вода. Овде исто така може ова да се користи како поило, нели, да, доколку добиток помине некоја крава, некој конј, некој магаре, така случајно све има овде во Бунец, не се случи нешто од тие работи да ни улета. Но еве како што гледате, тука треба да тече водата, а не тече во моментов, ќе почне да тече првиот момент кога ќе ни дојде пролетта, така ли е? Така е предвидено да почне да тече чешмата. А сега одиме понатаму да ги видиме нашите други другарчиња, кој од каде ни дојде и кој што направи. Одиме. Сега, драги гледачи, имаме шанса да разговараме со Аце. Аце, здраво, живи и добре дојде во Супер Звезда. Добре те најда. Ала ти, Аце, кажи ми, и ти неколку години поред доаѓаш овдека и учествуваш во Снежниот град? Искрено прва година. Прва, значи ти си првпат овдека. Кажи ми, кој е твојот впечаток вака за прв пат? Одлично. Ти се допаѓа многу? Ми се допаѓа. Колку дена си овдека? Повеш 5 мислам. 5 ден, да. И што успеавте да направите за 5 дена? Ова е вашата дневна сова? Ова е нашата дневна сова внатре, а надвор. Така, внатре, а надвор. Драги гледачи, значи видите како изгледа, сте внатре, а да сте надвор. Прекрасно, ова е една од ретките дневни соби каде што вистински може да ви врне снека, вие да уживате и да си седите покрај вашата маса, на која што еве јас како што гледам имаме една вазна, имаме неколку кружки во едно прекрасно тајнирче, имаме неколку вазни, ете така пепелник, некои чашки и многу интересни предмети. Аце, значи овдека имаме тросет, двосет, од таа страна исто имаме некој тросет. Не го заборавај сатот. Саат, прекрасен час. Страна имаш камин. Тука е каминот. Ау, затоа гледаме грее мене. Со замрзнат оган. Така, но сепак грее, така, сепак грее. И имаме плазма телевизор пред нас. Ете, тука може да ви да гледаш. Се наоѓаме во MTV Cribs. Така. MTV Cribs, тоа е суштината на ова. Многу ми се допаѓа од каде, како се роди идеја да се направи значи една ваква прекрасна дневна. Искрено идејата ми дојде од тоа што секој прави надворешно, а ние направиме внатрешно. А вие направите да е така, да е внатрешно, а да е надвор, прекрасно. Колку деца работат овдека, колку ви помагаат, значи, дечиња? 34 сме во група и се поделивме. Едните работеа на камен, другите се за орнаментите и последните работеа на сад со фотелјата таму. Така, денес финиширате, нели? Финишираме, мазниме, декорираме. Така, да, гледам овдека дека имате и цвеќе, малку, така, мртва природа. Мртва природа или тоа е да кажеме дека да внесе топлина во дневната сова. Така, супер. Кажете ми, овие дечиња кои што работат со вас, од кој училиште се? Основно училиште Крстен и Сирков Куманово. Од Крстен и Сирков Куманово. Па, куде сте бе Кумановци, бе, а?
Добри ли сте, бе? Ајде да им мафнеме на сите оние кои што не гледаат, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме кога сакаат и кога можат. Врело чајче во дневната соба. Ете така, да ги почастиме овдека и да се подружиме малку, нели? Да. Инаку, значи, од Куманово, очекувате ли да ви дојдат сега вашите пријатели на отворањето? Некои информации имаме 2 автобуса кои што треба да дојдат утре Така. на гости. И топло ќе бидат пречекани овдека во дневната соба. Пречекани, да. Така, ќе им дадеме врело чајче, ќе Беше ги мило. послужиме. Исто и на мене, Аце, да си ми жив и здрав. Поздрав до Исто и тебе вие. и поздрав до сите кои што не гледаат во Куманово. Морам да кажам дека ова е една прекрасна, брилијантна и многу уникатна идеја. Ти благодарам. Благодарам на тебе. А сега одиме, драги гледачи, понатаму. Додека снегот паѓа ли паѓа, дечињата неуморно работат, по моментов направиме мал застој во една екипа, екипата наставничката Лиле. Наставничка, здраво, живи, добредовте во Супер Звезда. Како сте? Добро сме, супер, работиме работно. Од кој град дојде овие прекрасни дечиња? Од Скопје, од основното училиште Кирил Печињовиќ. Ајде да пукне со сите, здраво, колку многу женски има овде, па и машки. Дали сте ми добри дечиња? Што правите? Кој оделение сте вие? 8. 8 оделение, така. И како си поминувате овде во Бунет? Супер. Бил некој од вас повеќе пати овде или прв пат дојдовте овде? Прв пат. Прв пат. Какви се вашите впечатоци за ова ваше дружење овде? Супер се. Да, супер, им препорачувате и на другите кои не биле да дојдат пак овде? Да, им препорачуваме. Да, супер. Сега кажете ми, значи, наставничке, што направивте вие со вашата екипа? Селска куќа една, сепак селската куќа, македонска и еден бунар селски ги направиме. Бидејќи нема да не се повторуваме, другите градители друго нешто градат, така се договоривме и веќе сме при крај. Веќе сте при крај, значи горе ги гледаме еве зидарите, тој е главниот зидар горе кој што е? Помошникот главниот е Вања, тој најубави цигли прави. Каде е главниот зидар да го видам? Еве го Вања, повели дојди до мене овде каде те видам. Значи Вања, како си, добар си? Супер. Значи ти стакна како главен зидар, тешка и одговорна ли е работа која што имаш ти? Па не е многу. Какви цигли се прават? Значи како ги правиш цигли? Сега моментално се прават керамиди, значи се тенки. Што се побара од тебе правиш? Да. Значи керамиди, цигли, водоводни цевки, фасада, инсталација, се што треба, значи ти си главен за све. Да. Тешко ли е овде? Па не. Да, по колку часа на ден се дружите вие дечињата и по колку часа градите? Градиме по 3-4 часа, а останато време се дружиме во субота. Значи 3-4 часа градење, а другото време дружење. Кажете ми во колку часот наутро станувате? Во 7:30-8. 7:30 наутро, значи ве будат и што правите откако ќе се разбудите? Се спремаме и одиме на дурец. И потоа откако веќе ќе се надорачкуваме, ќе ги наполниме мишињата, одиме да трошиме енергија, така? Да. Од колку часот излегувате на терен? 9. Од 9 часот и до колку најчесто сте тука? До 1. До 1. Има музика, има забава, има дружење? Да. Значи секој ден си поминувате убаво? Да. Многу ми е посебно ми е драго вака што имам шанса да се дружам со вас. Наставнички, уште едно прашање вака имам за вас овдека. Домашни имаат ли децата? Имаат, бидејќи навечер имаме ликовен конкурс, другиот ден квизови имаме и морат пак нешто да се подготват за тие изложби, ликовни, творечки и така. Сепак имаат креативни задачи. Да, Нема тоа математика, множества, дробки и слични работи што не сакам дури ни да се присеќам на нив, така ли? да, така. Ви благодарам уште еднашка. Ајде да им мафнеме на сите оние кои што не гледаат, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме каде, да ни дојдат овдека на гости во Бунец, така? Бакнежи. Еве како што гледате, драги гледачи, значи нема забушавање овдека се работи. Позади мене има едно огромно здание, одиме да прашаме и да видиме за што поточно станува збор. Како што веќе еднаш имам кажано порано, ако кумановци не направат чудо, никој не може да направи чудо. Откривме дека ова здание овдека го направија дечињата кои дојдоа од Куманово и морам да ја честитам на наставничката Невена, која што е денеска овде со својата екипа. Невена, како сте? Добро, Добро ни дојдовте во Супер Звезда. Гледате ли Супер Звезда во Куманово? па гледаме како. Кога има време, нели фаќате помалку. Кажете ми сега со ова прекрасна екипа од колку дечиња, 34. што чудо направивте овде? Ова е стара нама, занатски дом стар во Куманово на площадот.
Занатскиот дом го од Куманово, значи како некој со рака да го изведил и го направивте истиот овдека идентична копија во нежниот град Маврово. Еве, драги гледачи, може да видите значи како изгледа ова здание. За колку време успеавте да го направите? За 4 дена е направен. Значи работевте неуморно секој ден? Да, по 5 сати дневно. Ајде да ги видиме, значи сега другарчињата од Куманово. Куде сте бе, кумановци бе? Добри сте, а? Како сте одека во Бунец, уживате ли? Да. Слушаат ли наставниците и наставничките, а? Да. Супер, задоволни ли сте со тоа што го направивте? Да. Работевте многу? Да. Имавте задача, вие го направивте најголемото здание? Да. Никој не направи ништо поголемо од вас? Ова, како што мислам и како што ми јавија, е едно од најголемите зданија воопшто направено било кога овдека, значи до сега во Бунец. Така да се делеа медали, требаше златната вас да ви ја даде. Да. Има ли награди овде или нема награди? Нема. Значи сите кои што овдека учествуваат на некој начин се наградени. Уживате ли во прекрасното време? Да. И што ќе им порачате на оние кои не биле до сега во Бунец? Да дојдат овдека и да се дружат, да играме, да пееме. Вакви журки нема во Куманово, нели? Да. Само овдека во Бунец ке што има многу снег, иначе во Куманово има други журки. Ке дојдам ја еден и кај вас во училиште па да видам што журки правите таму. Добро, јас ви благодарам уште еднаш од се срце за времето кое што го одвоивте. Ви посакувам што побрзо, значи да ја довршите вашата зграда која што ја почнавме, па на крај да видиме како ќе изгледа готова, финиширана и завршена. Ајде, чао, бакнежи, ве поздравувам и се гледаме. Чао. Во полн работен нек, на кратко ги прекинавме, значи, моите другарчиња кои исто така се дојдени од Куманово, овдека под раководство на нивната наставничка, а тоа е господја Маргарита, кој што еве ја најдовме дури качена на скала. Здраво, Маргарита, како сте? Здраво, добро, супер. Кажете ми, значи, од кое училиште дојде овие прекрасни дечиња од Куманово? Ние сме од основно училиште Браќа Младиновци од Куманово и сме две екипи. Ова овде која што ја прави скулптурата Тутанкамон и позади нас пирамидата, тоа е исто наша екипа од истото училиште. Вие комплет дел од Египет решите да пренесете токму овдека во Бунец, заедно со Тутанкамон и една пирамида. За која пирамида станува збор? Кеопсова ли е? Кеопсова е, да. Нормално, нема која друга. Најголемата, највеличенствената и најубавата Кеопсова пирамида. Конечно имаме и овдека во Бунец, кој не ја видел може да дојде и да ја види. Колку дечиња работат во вашата група? 34 и 2 наставнички. Значи, како што гледам, вие сте качени на скала и тоа бајаги голема скала. Колку успеавте во висина да направите? Мислам дека отидовме дека е 8-9 метри. Не, драги гледачи, и верувајте дека страшно изгледа дури од овдека каде што сум јас качен. Значи нема шала. Тешко ли беше да се направи вакво едно здание? Па да ви кажам право, времето како што гледате дека не ни е од рака, имаше напорни денови додека да дојдеме до оваа маса на снег која што ќе биде цврста и да ја обликуваме. Прво правевте куп од снег, па сега го обликувате на крај? И правевме куп, значи коцки вадевме, правевме куп, внатре има исто така исполнет снег и сега треба да го обликуваме. Маргарита, благодарам, одам сега да ги видам дечињата. Ајде брзо направете место да се симнам меѓу вас. Еве ги вие прекрасни дечиња, значи од Браќа Младиновци. Дечки, како сте, добри сте? Супер, работиме. Кое оделение сте? 8. 8 оделение и колку дена значи се дружите овде? Овдека се дружиме 6 дена. 6 дена и уживате ли во Бунец, а? Навистина уживаме. Кај е поубаво сега, во Кубаново или во Бунец? Се разбира во Бунец. А ви недостасува ли малку Кубаново? Па малку, ама... Нели, што, симпатиите ги оставивте тама? Не. Или си ги земавте со вас? Ги оставивме во Куманово. Кој симпатијата ја остае, кој си ја зема. И како поминувате овде? Убаво ли е во Бунец? Да, па прекрасно поминуваме, прекрасно. Како дојавте на идеја токму Тутанкамон да го направите? Фрлавте петка глава или видовте негде на интернет или која даде идејата? И вашиот наставник дое со конкретна идеја? Па нашиот наставник. И да ви кажам, стварно сте направиле чудо, едно прекрасно здание, нешто значи неверојатно убаво. Се уште не е готов, така? Да. Тутанкамон кога се очекува да биде завршен, значи? Денеска некој време ќе направиме и свечано ќе биде пуштен во употреба од утре. Да. Да. Супер. Па тогаш да им мафнеме на сите оние да ги поканиме да дојдат да ги видат сите зданија кои што ги направивте вие, значи со голи раце, така? Да. И во сите овие изминати 5-6 дена колку што се овдека, значи, да видат значи за каква дружба станува збор. Па тоа е, драги гледачи, сите вие кои што имате време, слободно може да дојдете овдека во Бунец, а ние ќе ви пратиме многу бакнежи, безброј бакнежи.
сега се наоѓам во едно фантастично друштво. За какво друштво станува збор, Драган ќе ми каже малку повеќе. Па пред се ќе почнеме од децата, од наградените деца на изборот за снежна убавица на снежниот град, снежен убавец на снежниот град и една важна личност, секој град мора да има некој татко на градот, а ова е таткото на снежниот град, градоначалникот на снежниот град, Јордан Самарџиски. Ајде да ги поздравам сите, еве ја мисицата на фотогенично. Здраво, Злато, како се викаш ти? Здраво, јас сум Милена и јас ја добив наградата за мис фотогеничност. Ме интересира од каде си, Милена? Јас сум од Куманово, од училиштето браќа Милодиновци. Значи, упорно вие од Куманово ни ги собирате сите награди за најубави, така ли, а? Да. Браво, сколку години имаш, кажи? Јас имам 14. 14 години, прв пат ли дојдеш овде? Да. И дојди и да ми ја земеш титулата, плюс и ми однесе за мис фотогеничност. Ти благодарам многу што беше дел од Супер звезда. Сега ќе ви го представиме и мистерот кој што се вика Емил. Емил, здраво и добро дојде. Колку години имаш ти, Злато? 11. 11 години, па ти си голем дечко. Браво. И како успеа, како се избори за оваа титула? Тешко ли беше? Имаше ли голема конкуренција? Немаше. Само им ги покажа мускулите и кога видела за каков голем шизик и силен дечко станува збор, те избраа тебе, така? Да. Од каде ни дојдеш ти? Од Куманово. Да, ние Кумановци инвазија, значи, леле, нема некој да не ја собрал титулава, а да е од Куманово. Сакаш ли да поздравиш некој во оваа прилика? Мајка ми и татко ми. Брзо пратим бакнежи многу да видат дека си добар, дека си награден, плюс дека си убавец овдека, снежен убавец и дека ништо не ти фали. Фала ти едно. А сега да се запознаеме со Сања Антевска. Сања, кажи ми ти од каде ни дојдеш? Од Куманово, од училиште браќа Милодиновци. Па нормално, па што прашувам, браво. И ти си снежната убавица за 2010 година овдека во Бунец. Беше ли тешко да се освои титулата? Не беше. На вас од Куманово вака се ви оди од рака, нели? Да, се. Што спомнеме Куманово, значи мислиме на најубавото, така ли? Да. Еве, впрочем и сите вие тројца го докажавте и тоа овој пат. Јас ти благодарам, Сања, што беше дел од Супер звезда. А сега одиме да се запознаеме, значи, со човекот кој што е градоначалник, господинот Јордан Самарџиски. Добре ни дојдовте во Супер звезда. Добре ве најдов, а вие добре дојдете во нашиот снежен град. Од кога вие учествувате во изградба на снежниот град? Знам дека со традиција го правите со години. Јордан, колку години сте вие вклучен во тоа? Со традиција 33-та година. 33-та, значи само 33. 33, само 7 имате препушта. Само 7. Како се одвива подготовките? Оваа година супер, бидејќи мора да биде супер. 40 години, тоа е нешто, нели? 40 години обстојува оваа манифестација, а благодарејќи пред се на детскиот културен центар Карпошот Скопје, на таткот Драганчо, јас и уште неколку души, што ето, на некој начин го правиме. Не само го правиме, го организираме. И го правиме да биде убав, да биде весел, да биде шарен, да биде снежен пред се. Имавме едно прашање на квизот тамо, најстуден град. Но воедно и најтопло. И најтопло од друга страна, гледам во срцата кај сите деца. Во тоа е штосот на снежниот град. Ем студен, ем топло. Браво, јас ви честитам за ремек делото кој што го направивте оваа како и сите години напред. Отворањето е закажано за утре и колку очекувате да имате гости, значи кои што ќе дојдат да ве посетат? Едно 2-3 илјади барем, најмалку. Браво, па тоа воопшто не е малку. Надевам и караванот продолжува и понатаму, се до крајот на месецот, до 1 март, а фигурите, објектите како што гледате се доста големи, бога ми ќе издржат. Јас ви благодарам, Јордан. Благодарам и друг пат. Така се, најубаво да сте ми жив и здрав и благодарам што ме поканевте да видам овдека гостина. Сега, Драган, сакам да го прашам уште еднаш вака за крајот. Чувме дека децата се дружат. Да, еве ги наградени за овде. А се дружат ли наставниците и возрастни? Да, секако. Сношти имавме другарска вечера, многу убава, пригодна и како закуска, како вечера и како седенка за спомен и сеќавање. Знаете, убаво е луѓето од време на време, кога се без разлика на ангажманот и многу ангажирани, да најдат нешто некоја минута за себе. И ете тоа, ќе го паметиме сите, навистина беше убава таа вечер. Да, супер, фала ви тогаш. А сега одиме понатаму да видиме какви уште градби овде преостанаа, кои што не ви ги представивме. Одиме да видиме се, драги гледачи. Дојдете по мене.
полека стигнавме и до оваа прекрасна екипа, до овие неколку дечиња заедно со својот наставник Иван. Здраво господин Иван, како сте, дали сте добри? Супер. Добро ни дојдовте во Супер Звезда. Од каде ни доаѓате? Ние доаѓаме од Скопје, од основното училиште Григор Проличев. Значи Григор Проличев, дечки добри ли сте? Да. Колку дена сте овде? Значи како и сите? 5-6 дена така? Да, 6 дена. И убаво ли ви помина времето кое што го поминавте овде? Интересно. Кажи ми, Злато, што е ова? Што правите вие? Ова е многу интересна некоја уметничка фигура, некоја творба. Јас не знам зашто поточно станува збор. Ке ми обясниш ли што е ова што го гледам? Сава змеј, главата од И главата од змејот имаме овдека. Да, и како исклесана во камене некако, нели? Да. Да. Браво, за некој страшен змеј станува тоа. Да. Да не фрли огин, да се трне малку на страна или не, овој смрзната змеја во моментов и не мрда, нели? Да. Да, супер. Кажете ми, работевте ли напорно овдека да го изградите змејот? Па да, работев. Колку дена работевте? Па почнавме, значи, вториот ден кога дојдовме и се до денеска. Запушававте помалку или дадовте се од себе да го представите недобро? Па имаше и работење, имаше и смеа нормално. Да, супер. Како сте задоволни од дружењето овдека во Бунет? Ние се дружиме тука и Пееме песни, бираме мистер, мисица, нели? маскенбал, Маскенбал, имате квиз, знам дека има и квиз. квиз, бинго има Каде е пуба, овде или дома, кажи ми се искрено. овде. Овде, готово. Пратим бак на сите женски што те гледаат, супер. Еј да видам сега уште оваа девојка за крај, уште една женска тука. Како се викаш ти, Злата? Елена. Елена, а оваа женска овдека, како се викаш ти? Кате. Кате, по колку часа на ден работите? Околу 2 часа. 1-2 часа и одиме брзо да се топлиме, така? Готово, заврши твоето време за работа, одиме на грејење, а ти, Злато, продолжуваме овде че малце со разговорот. Кажи ми, убаво ли си поминавте вие денес? Супер. Да? Оние кои не биле во Бунет, што да им порачам? Да дојдат следната година. Да, следната година. Добро. Која година од сите години ви е најубава година? Оваа година. Оваа година, аплауз за оваа година, аплауз за 2010-та. Бравос. Епа тоа е тоа, драги гледачи, сега да видиме, да покажеме уште некои интересни работи кои што ќе ги видиме за неколку моменти. Веднаш до мене се наоѓаат наставничките Невена и Сонја. Здраво за Невена и добродојавте во Супер Звезда. Како сте, Невена? Одлично. Стварно? Стварно. И да, не е тешко да се примети дека вистински е така. Уживате ли во Бунет? Многу. Воздух, време? Во Скопје не уживам на снег, ама овде како ќе дојдам на планина уживам стварно. Затоа си е планина. Супер, еве и Сонја. Здраво, живо Сонја. Добро ни дојдовте во Супер Звезда и вие како сте? Ви благодариме, добро дојдовте вие на Снежен град. Така, драго ми е што имам шанса вака да фатам овдека сите на куп заедно со вашите ученици. Кажете ми, од кој училиште ни доаѓате? Ние сме од училиштето Димов Димов од Скопје во Влај. Колку деца заедно со вас дојдоа оваа година овде? 21 дете и 2 наставнички. Убаво ли си поминува? Да ви кажам искрено, ја просто не можам да верувам дека децата толку се поминуваат, а покрај нив и ние. Што направивте, значи каква творба е оваа? Значи, ние се одлучивме за една наколно живеалиште од старите давнешни времиња и тоа е оваа кутичка овдека. Се надевам дека успешно ќе то уредиме. Имаме едно човече овде што живее во тоа наколно живеалиште и со колегите се споивме преку еден мост со чамец за да може да си обавуваат секојдневните. Така, токму како што треба, значи како што живеели на времето. А сега одам да ги видам вашите ученици, видам што ќе ми кажат тие, како се задоволни од своите наставнички. Како што кажав, еве сум сега заедно со учениците кои пред малку беа најавени и прашањето: задоволни ли сте од вашите наставнички? Колку многу? Ај со раце да покажеме тоа многу колку е. Супер. И работевте ли неуморно сите овие дена? Да. Како си поминавте? Супер. Убаво ли овдека во Бунет? Да. Што најмногу ви се допадна, кажете ми, еве, на пример, во исхраната? Чајчето? Да. Кажете, овде има незаборавно чајче со кое што мене пречека асиренцето? Да. Ќе остане ли тоа запаметено и во оние денови кога нема видите овде? А јајцата да ги спомнам уште едночка, да? Јадевте секој ден по едно 4-5 јајца, да? Малку хумор, драги гледачи, да. А сега да одиме на ручек, да? Да. А знаете ли што има денес за ручек? Не сакате да ви изгледам мала тајна? Има графче за ручек кој е дефинитивно за секогаш ќе го пометите и тоа знаете какво? Војничко графче. По интервенција на Супер Звезда денеска во Бунет се јаде војничко графче и да прашам, времево не ве послужи баш сите дена да биде вака ведро и сончево. Дури и денеска не е така убаво времево, но убаво ли си поминувате вие? Да.
фактор ли е времето за да се помине убаво? Иако беше лошо, како поминавте вие? Супер. Супер. Значи незаборавно направивте фотографии? Да. Се сликавте? Да, све супер, значи. И посебно, да, на Фейсбук има и на Фейсбук има, значи, да? Ставивте, пуштивте на Фейсбук? Браво, с кој пуштил, кој не пуштил, браво, супер. Но најбитно беше тоа, што не одевме на училиште, така? Немавме домашни, нели? Ајде сега многу бакнежи до сите оние кои што ни гледаат и да ги поканиме да ни дојдат овдека во Бунет за да се дружиме заедно. Договорено? Да. Договорено, ето, фала ви многу, ајде да мафнеме. А веднаш од овдека ние се селиме на нова локација, драги гледачи, доаѓајте по. Ова, драги гледачи, екипата која што ни доаѓа од Кучевиште, ајде сите заедно да им мафнеме на сите оние кои што не гледаат. Значи, тоа е едно прекрасно место кое што се наоѓа на падините на Скопска Црна Гора, место од каде што јас и мојата фамилија имаме делумно потекло. Овдека до мене се наоѓа, значи, господја Евица, која што е наставник и предводник на оваа група на дечиња. Наставник, оделенски наставник во основно училиште Свети Кирил и Методи. Добре ни дојдовте во Бонец. Добре дојдовте и вие на нашиот снежен град. Фала ви многу. Како сте, добри ли сте? Одлично, одлично. Значи... Многу е убаво, овдека прекрасно се забавуваме. Снег имаме извонреден. Видовме многу креативни идеи денеска овде, но ова е една од покреативните, вака морам да кажам. Ајде, господјевица, објасните ми зашто поточно станува збор, што направивте вие со вашата екипа? Ние направивме еден чамец кој може и да се движи. Он е навистина од снег, нема да се стопи затоа што снег има околу. Па преска се пуштавме од брдото од горе, кој не верува не може да види, да. Така, овдека до нас има едно наколно живеалиште од кое со мовче се доаѓа до нашиот чамец, а пред нас е еден мост од кој треба да поминеме. Али ако вака добро ни тргне, па и се усовршиме до година правиме глисер, договорено? Апсолутно, апсолутно. Титаник сака. Пак ќе вртиме круг горе до терените до Бистра, па ќе се враќаме назад. Супер. Да ги прашам децата како се, добри ли сте вие? Добри. Да, уживате ли тука? Да. Кај е поубаво, Кучевиште или овдека во Бунец, е? Тука. Тука е, да, нели? Што правите овдека по цело? Си играме на снег. Имате ли забава? Да. Се дружите? Да. Браво, сега да ги прашам, вие веслачите сега тука што се... Како сте вие, добри ли сте? Добри. Да, уживате овдека? Да. Колку дена сте тука? 7. Значи како и 6 дена, значи овдека, да, и ви се оди дома или ви се останува? Да, уште една недела да остана. Да, може уште една недела, да. Е, па сега има одрон од едната страна на патот, која би можело да има и од другата и да не затрупавте за уште една недела, би било најубава. Тогаш одење дома само со хеликоптер. Добивме нов веслач. Добивме нов веслач, да. Бидејќи ги измори рацете предходниот, е една девојка имаме сега. Така и овдека нормално дека не само што работиме, него и ги вежбаме мускулите. Мускули вежбаме, весламе, тренираме за билдаме на чамецот. Да. Ви благодарам многу. Фала ви што бевте дел од Супер Звезда. Ви благодарам што сте и дел од снежниот град Маврово и се гледаме и до година. Ве очекувам овдека повторно. Баши? Да. Фала ви многу да им мафтеме на оние кои што не гледаат, а се годиме да го видиме мостот. За каков мост станува спорт. Малку по малку дојдовме и до нашите другарчиња кои што ни доаѓаат од Крива Паланка. Веднаш до мене се наоѓа наставничката Биле и сакам да ја кажам добре дојде во Супер Звезда. Како сте, Билја? Одлично, прекрасно. Овдека уживате во Бунет? Да, многу ни убаво. Се забавуваме, градиме мост. На децата ни е супер. Значи направивте еден ремек дел мост, овој каков мост е? Па кривопаланечки. Наликува на камени мост. Така, уникатен кривопаланечки мост. Битно е што е оригинален и што е рачна изработка, драги гледачи. Еве гледате за каков мост станува збор. Биле, кажете ми, од кој училиште се дечињата кои што дојдоа со вас? Од основно училиште Илинден, Крива Паланка. Од основно училиште Илинден. На која возраст се дечињата кои што се тука? Имаме од 9 години до 14. Значи има и помали, има и поголеми. Колку вкупно деца дојда?
22. 22. И дали се добри, дали слушаат? Одлични се. Ајде. Сите се вредни. Да. Еве, прашите ги. Дечки, така ли е? Добри ли сте? Дали е точно тоа дека сите сте вредни? Да. Да, браво. Значи, што е најбитно овде дека се дружите, се забавувате, нема домашни? Нема. Да потенцирам дека еден дел од моето семејство потекнува, значи, од Крива Паланка, така да вас ќе ве викам земјаци, договорено? Кај сте бе земјаци, бе? Добри ли сте бе? Шо правите, а? Добри сте? Да. Добри, добро, супер. Еве да прашам сега оваа екипа, вие се поделивте некако машки вамо, женски вамо. Девојчиња, шо правите? Сите ли сте од Крива Паланка, да? Еве една супер звезда имаме овде. Кај си бе злато, како си ми добре ни дојде, значи повторно во супер звезда, после долго време имаме шанса да се сретнеме. Твоето име беше? Ивона. Ивона, која што учествуваше во супер звезда, значи 2 години поред и пееше заедно со Ана Марија и Ѓоргино Матич, едни прекрасни мелодии на нашиот фестивал, така? Да. По ретро изданијата на супер звезда ќе се потсетиме. Кажи ми злато, како си ти, добра ли си? Да, супер. Уживате ли овде со твоите другарки? Да. Колку дена сте веќе тука? Како и сите? 6 дена, да? Да, 6 дена. И за овие денови дадовте ли собствен придонес, работевте ли многу? Да. И еве, значи, мостот го направивте да биде ваков како што е. Кажете ми уште еднаш, да, како е во Крива Паланка? Супер. Се е под контрола таму? Да. Ќе ме чекате еден ден да ви дојдам на гости во Паланка па да се дружиме? Да. Кај ќе ме шетате во Паланка кога ќе дојдам? Да, низ градот исто има вакви убави пределени с Паланка, да кажеме, да? Има, да. Или кога има снег и таму има многу снег, така? Бидејќи на високо, на убаво и на чисто место, важи, јас ви благодарам што бевте дел од Супер Звезда. И за крај да ја прашам Билјана уште еднашка, задоволни ли сте од тоа како поминавте? Да, ќе дојдеме наредна година повторно. Важи, фала ви и на вас што бевте дел од Супер Звезда. Јас ве поздравувам, дечки ве поздравувам сите, да сте живи, здрави, добри, весели, да поздравите дома и ајде еден поздрав, да, извежувате поздрав. Ајде, кажете дечки. Ајде, како е поздрава? 3, 4. Чудо од поздрав. Ајде, одиме од мостот сега сите да се лизгаме надолу. 3, 4, трчаме, драги гледачи! Како што гледате, драги гледачи, во моментов ни дојде топлото чајче овдека на терените, ни го донесоа овие две прекрасни девојчиња, од кои првата се вика? Магдалена. Втората се вика? Мила. Мила, шо прежме? Здраво, Мила, добродеју, Супер Звезда, како си? Супер. Одамна не сме се видели? Да. Па ти секоја година си тука, а? Да. Господин Благоја, здраво, живо, добродојавте и вие во Супер Звезда, како сте? Добро, супер. Вие и вашата екипа од каде ни доаѓате? Од Лазар Трповски и Карпош. Од Лазар Трповски и Карпош. 3 супер комшии ќе бидеме. Таму сакав ова сега да кажам дека вие имате направено една прекрасна творба која што е поприлично голема, може да се каже вака попрецизно долга. Станува збор за еден пат. Пат кој води до Турската капија. Имаме овде Турска капија. Мост, преку мостот што му тврдињата влегуваат преку мостот, па треба да си платат и патарина. Таму мостарина, овде патарина. Патарина и ако сака да влезат во зимска зграда. Убаво ли си поминав? Супер. Сега е значи моментот за чајче, да? Да. Еве и Мила тука, значи кажат кој како поминал. Ајде баш да ги прашам, убаво ли беше овде? Да. Да, се дружевте, значи се по список како што треба. Многу е убаво тука, да, и препорачувам на сите да дојдат и да видат како е. Срце си, браво, супер. А кажете ми, што правевте сите овие денови, колку што бевте овде 5-6 дена? Па работевме сите заедно, сложно. Напорно работевте, беше тешко да се сработи ова веќе направеното? Па беше, али успеавме. А ви се рушеше понекогаш или не? Па да. Прво го направивте? Па така, не баш. Да, нешто ќе направиме, нешто малце ќе подсмениме и ваков ли ви беше планот од почеток или едно испланиравте па друго излезе? Испланиравме све заедно. И излезе како што излезе, супер. Кој беше највреден од вас овде, градителите? Сите. Нема вака некој посебно. Значи нема некој да ме тој највреден, па дупли чај ќе пие. Значи сите пијат по еден, сите бе еднакво вредни. Супер, браво. Ајде сега да се послужиме со чајчето, да не чекаме, а јас одам да ги видам овие градители овдека. Дечки, здраво, живо, шо правите? Ке ме пуштите ли мене вака? Јас да платам патарина, да не ми сечете главата, да не ми пишувате во тефтерот. Да, може ли да влеземе внатре? Драги гледачи, повелете слободно, одиме со Супер Звездите да видиме што има овдека и за каква градба станува збор. Значи што поточно беше ова? Турска капија. Турска капија, еве гледате Турската капија, драги гледачи, еве гледате што се има овдека во овој амбиент. Значи може да видите дека сме повторно внатре, а надвор. Еве тука имаме и една дневна соба, да? Што е ова? Кажете ми поточно, овдека имаме едно столче. А
ова овдека што му доаѓа? Тефтер. Ова е тефтерот, значи драги гледачи, тие што кажавме, значи не ги прават работите како што треба, овде во овој тефтер ги запишуваме. Уште само перото ни фали и мастило за да може да пишуваме, така пишувале турците на времето, така ги пишуваме и ние. Значи, се е подготвено за утрешното отварање, така? Да. И оние кои што не били у Бунец да дојдат да ве посетат, така? Да. Ајде да им мафнеме и да им пратиме бакнежи, заедно со топлото чајче на сите оние кои што не гледа, да им пратиме безброј бакнежи и да ги поканиме да ни дојдат на гости во Маврава. Сега е време да се напиеме топло чајче, а за вас, драги гледачи, убаво и ведро расположение да го поминете овој ден. Сите оние кои што имаат време, сакам уште еднаш да им напоменам дека не би било лошо да дојдат овдека во детскиот центар Бунец, значи во детското одмаралиште Бунец кој што се наоѓа во Маврово, да го посетат Снежниот град. Драган, ти благодарам денеска што ни беше домаќин во оваа емисија и посебно ми е драго што после 11 години се наоѓаме токму овде на истото место од каде што стартуваше Супер Звезда пред 11 години. Градителите на Снежниот град многу ви благодарат на Супер Звезда и од името еве ќе си земам слобода на директорот Фатмир, кој е директор на одмаралиштето Бунец и управникот Небојша и нашата колешка со Јордан заедно Богица Стефановска Романова. Значи поздрав на сите градители, сите гледачи и идни градители на Снежниот град. Нека повелат секогаш овдека е отворен. Така, јас ви благодарам уште еднашка за тоа што топло и срдечно не примивте овде, за тоа што не правивте да се учествуваме исто така топло и пријатно како и по дома. Јас ве поздравувам и благодарам на сите дечиња кои што учествуваа во градењето на овој прекрасен Снежен град и кои учествуваа денеска во нашата емисија. Сакам да ве поздравам вас и сите кои што не гледаат. И за крај, ајде да им мафнеме на сите и да ги поздравиме и да им кажеме да ни бидат живи, здрави и весели и дека ги чекаме до година да бидат дел од оние идни градители кои што ќе дојдат повторно да се дружиме овдека во Снежниот град во Бунец. Чао, пријатно до гледање, се гледаме, останете со Супер Звезда и бидете живи и здрави. Чао!